него се пределови на бюджето, ставка 4.2.3 и това са внесено за материали и инвентар. Значи, гласите делови с големова от 5 до 12%, а деловете ще внесат на младите организации, на младите сдружения, с този економи е субконтролиран път, т.е. тези смисъл на малко. Дали се знаете дека трябва да се инвестира в услуги на криза, в инвентар, а да не се инвестира в тези услуги на държави, ще не е по-държави. Ако имат намалуване, значи, например, с всички ставки, 4.2.3, ще се отнесем на материали с един инвентар, значи все дълно бюджето, и ги градоначалник, и кай совет, и кай основно образование и съобразование е по континент, което е проблем. Се намалва вече сега. Например, значи, по дълно началник, значи трансфер за млади организации, се намалва значи по 1,2 милиона на основно дена. Това е 40% намалуване. Значи, тия средства да поставям тия съднесва до трансфери за новоденчния, трансфери за праводенчния, те са намалени с 30%. И само ще променя само и използват изражения. Значи искаме намалуване некъде от 12% и източно и двете ще отпечатат и значи намалуванието, т.е. кратението на тези и другите комунални услуги. Значи на доставка 42, значи от 6 до 11 са намалва на 330 до 11. Тия разходи са тези къде предвидени повторно пъскани от помаци, ето не беше изпълнено за това авария. Имаше предвидено, значи да има и второ пъскани от помаци, но гледам никъде, от този дел е занемалено, т.е. извършено само на пъскани от помаци, а тези ще били превършено, където е предвидено по сами бюджет за 2021 година. Ставка 4.6.3 трансфер за млади организации. Значи се намалва от 1 милион 200 дена на 1 милион 100 дена. Значи тук има некадени от 30%. За това беше упражнение дали да регистрираме го бюро и компютъри или го мегатон площи. Не трябва да инвестираме да се го младите, да ги задържим внимание, например да речем да се ползва, например, медицинско дружество, екологично дружество. Инвестира се значително спортските издружения и спортските клубове, има намалуване и трансферите за спортските издружения и спортските клубове, значи това е ребаланс, бяха планирани пари за футболския клуб Бездалница. Моментално никой не се направява в трета Лига Изток и затова се намалени тези средства от спортските издружения. Я мисля дека е това, ако не е така, възлагачът тук нека каже. Според мен мисля дека, че ако веки сега да имаме спортно делчо, значи ние футболски клубове да прилагаме по Бриланица, не е само приоритет на футболски клуб Бриланица, а тук веки има други подкатегории, които се натоварват и се тренират интензивно. Може тези средства да се пренасочи, значи искам да си било по футбол, може да е по футболски клуб Бриланица, може да е млади категории клуб Бриланица. Ще имам информация и футболския клуб, младите категории на футболския клуб Брегалница не се надпреварва за ФК Брегалница, като се такмичат за футболския клуб САС. И мисля дека сите финансирањето им са от футболския клуб САС.
но моментално се завърва за футболския клуб САСА, защото тя няма млади категории, а като организаши футболския клуб САСА е должен да има младенски категории, Унио Камница няма младенски категории и от тук нашите младенски категории се превърва за футболския клуб САСА. Благодаря. Бюджетът е според баланс. Лани са планирани средства от 1 208 000, да не имаме конкретни швини. Значи, по план, програма, значи, имаме лявен област, спортските дружения и новидателните организации ще се подносят с програми да се подважат за финансова помощ на тия спортски дружения и на невладателните организации. Значи, сега края на годината, значи, дел от средствата ще се намаля, за тази сума ще се намаля, преди това, като ще кажам, няма напредование ради корона и няма поднесено толкова доволно, за да бъдат изплатени като финансова помощ. Тази ставка е сега и била предвидена да се изплати. Ако имало интересен и така е била маленка ставка. Само за това ще намазва. Това ще край на година да не се изплатили и само се прехвърля до друг дел, а сега го отиваме нов бюджет, пак и биде предвидена тази ставка може и по-голема и заедно с служителите на спортското движение на владените да бидат поделени арешни средства за следната година. Ако не бъдат изкористени, до година пак правителството ги оправи. За тема, която е моя специалност от невладени организации, всякакво да прашам, дали тази година имаше доволно приjavi, доволно приjavi от граждански организации, да на COVID криза, да се прияват за финансиране, или имаше по-малък брой, кои са финансирани с отговорност на делените средства. Сметам дека во услови на COVID криза, ако не повече гражданските организации, покрај тоа што не можеа физички да бидат присутни во своите објекти, беа присутни на терен, зашто одборниците како ние што се работили сега. Така да делото од нивното програмско работење што беше предвидено во однос на хуманитарна помош и формирање на граѓаните така натаму, не само тие средства, туку и од други донатори, беа исполнети на делото бригадство име сепки ден само пресен во однос на COVID криза. Сакам конкретно да ви набави колко поднесени барања од невладени организации имаше и колко е финансирано, за да дойде ситуација да се намали 400.000 од... това не само ги пари. 400 денари, меѓу тоа сметам дека се користи за некоја невладена организација во услови на COVID криза да подели некој памфлет, информација, хуманитарен пакет во услови на изолација на некој семејство така натаму. Значи, сега мисля да беше друг проект и тоа е управа вариант. Сега, значи, само насоката не е на друга. Колко имам ние кадри кај невладните организации, кај спортски организации и затоа ние по определени период сме немали потреба од тези средства. Дали не е по-корисно да се формира комисија, која што ќе има за задача да ги помагат војни семејства точно од кој кризата. Ние во задача имаме многу ситуации во кои што луѓе молеа за помош, значи да бидат лекувани во приватни клиники, во странство, во државни клиники. Значи веќе има таков порисен пример во општина Виница и во општина Кавадац. Исто само да спомнам како момент, дека веќе има во некои општини формирани комисии кои што имаат за задача такви некои средства кои што се ребалансирани да бидат пренаменети точно директно под помагање на фамилиите за лекување на нивните семејства. Само тука ме лекувањето не го. Да даваме сте конкретни по однос на проблем, по однос на стар. По однос на спортските сдруженија, аз мислам дека се разяснихме. Това е најголем дел во однос на фудбалската клуб, кој што не играше и цела лига не играше, затоа што требаше да се направат брзи тестови да се прават. Това е голема финанска конструкција и целата лига не играше за младите исто дека. Во однос на невладените организации, средствата кои што са поделени, исто и вие като состав на советници ќе учествувате дел од вас во тие комисии, кои што таму колку што е предвиден буџетот и се делат средствата по однос на поднесени барања од граѓанските здруженија на невладени организации и вие одлучувате колку средства во однос на програмата која што ќе ја поднесе невладената организација. И кои средства ќе им бидат потребни и средствата кои што ги има во која висина ги има локалната самоуправа, дел од тие средства да бидат распределени
до сите невладини организации кои што имаат планирана активност за наредната година. Комисиите што подоцна ги информирате, дел од нив и локалната самоуправа има, работи на локалната самоуправа, заедно со вас советници, ќе вршите распределба на средства. Делот заради и пандемија и други состојби во 2021 година не са реализирани и нема побарано средства невладините организации, граѓанските здруженија. И затоа се намалат. Тие средства са минорни, 400.000 денари, не са некои средства за невладини организации кои што ги намалуват. Дел од тие средства и ќе се исплатат во текот на ноември и декември, за тие што има реализирани активности, а после сите активности кои што ги реализираа граѓанските здруженија се носат финансиски извештаи за сето тоа што го има направено и како отчет, после и пред локалната самоуправа и пред советот, пред вас советниците за таму дека се потрошени средства. Почна бях политички активи, потреба на тук секој пат сам кажал поголеми финансиски средства за фудбалскиот клуб Прегалница Делчево, съм сметал дека треба насочна потреба за да може да го реорганизираме. Проблемите во фудбалскиот клуб Прегалница Делчево са многу години напластени и ние не можеме сега на еден состав да ги решиме. Со обично префрлање од тука. Проблемот со фудбалскиот клуб Прегалница Делчево е организационен повеќе од финансиски. Таму фалат луѓе за организација. Това ќе биде точка на некој наредните совети, предложено од мене, и која ќе дам насоки и видување како ќе се решат проблеми. Точно е дека треба финансија. Пред се треба организација. Луѓе кои ќе се целиот терет во фудбалскиот клуб паднал на 20 или 30 луѓе. Да знаете. Џабе ние 500.000 денари да пуштиме, кога треба здрава структура која ќе го практично реорганизираме клуб. Од најмалите категории до сеньорите. Сеньорската екипа е зависна од младите категории. Без млади категории немаме материјал кој ќе го добиваме во следните години по сеньорска екипа. Точно е дека финансиите сега се трошат само за прво. Највеќе треба превози, учоци, надоместоци, не ги викам плати, не викам хранарини. Тие навреда, ако речеме, да се плати. Значи, наредна седмица ќе покренеме, јас ќе ја предложам точката, кога ќе се разговара за фудбалскиот клуб Прегалница Делчево и по-детално ќе ги разгледаме сите работи како да се реорганизира. Благодарам. На предлагот измени допълнување на бюджетот на општина Делчево за 2021 година. Кој е против? 6. Констатирам дека првата точка од дневниот ред е усвоена, односно се усвоени измените и допълнувањето на бюджетот на општина Делчево за 2021 година со 9 гласа за и 6